Агроспектар ново издание, почитувани гледачи, почитувани земјоделски производители, добро ни дојдовте. Времето и понатаму изненадува, а секогаш го анализираме во емисијата, бидејќи тоа е и главен фактор каква ќе биде годината, колку ќе се набере и со каков квалитет. Веќе сме длабоко влезени во пролетта, меѓутоа турбуленциите на времето се карактеристика и на оваа пролет. Имавме пролетни мразеви, сега имаме температури и до 30 степени, меѓутоа имаме и нестабилност која е проследена со поројни дождови и најава за врнежи од град. За среќа во регионот се уште немаме, меѓутоа доколку се случи да заврне град, тоа ќе биде катастрофална штета по и така оштетениот род од пролетните мразеви. Се на се, времето не е наклонето во земјоделското производство, како што не е наклонета ниту политиката која што се води 3 децении и повеќе во Република Македонија, кога е во прашање развојот, опстанокот на аграрот, тој повеќе од сигурно пропаѓа. Ке го анализираме аграрот, ке го анализираме времето, исто така имаме прилог за организирано расадско производство, што е мисловна именка во Република Македонија, како што и самото организирање на земјоделското производство. Професоре Вучков, добро ни дојдовте. Добро ве најдов вас и редовните гледачи на КТВ телевизија. Навистина морам да кажам, она мала увертира која дадовте со осликување на вистинските состојби, е вистина, бидејќи сме веќе месец дена во календарската пролет, а имаме нестабилно време, проследено со врнежи од дожд град, а градот сме во периодот, кога ние го најавивме минатата недела, почетниот период, сега влегуваме во оној суштински дел, поради пред се струјањето топло-ладно, градобитен период кој е нешто ова година ќе биде карактеристичен поради таквото нестабилно време. И навистина земјоделското производство сега, првот фактор од време, мораме да кажеме дека изгуби многу по однос на оние сегашни видувања и губитоци кои ги имаме на самиот старт кај кајсијата, кај праската, кај црешата, кај јаболката, а тоа нешто беше еден дел значаен каде што Република Македонија имаше за себе, па и дел од тоа производство, посебно кајсијата, се извезуваше во Словенија. Ние ова година од тоа нема да имаме ништо и влегуваме во оној период за кој стално збориме, значи прави увозници на храна. Не 1.2 милиона, него ќе надмашеме и 1.500 или 2 милиарди ќе даваме за увоз на храна. А сето тоа што се случува не е исклучиво факторот време. Тука факторот слаба организација, маргинализација на аграрот и она неследливост по однос на можните невременски неприлики, каде што производителот треба да има една мала сигурност во државата. Тоа го нема и сега произведува, ние имаме еден целосно корумпиран систем каде што производителот произведува за непознат купувач. Непознат производ, непозната цена. И трговската сфера тука царува со политикантите и тука имаме рапидно паѓање на земјоделието, кое беше во бивша Југославија, да е значаен дел во државата, во Република Македонија, и тука мора да се поразмисли малку по-другачие, иако до мај ние имаме уште неколку дена. И идната недела има најава пак на обилни врнежи од дожд и снижување на температурите. Би сакал, поради рефлексијата од високите температури, да не се случи пак температура под нулата или врнење на можно снег. И тоа. Врнежи на снег, што е можно и тоа, бидејќи имаме навистина нестабилно време од локален карактер. И сега, знам, во Квадарци врнеше дожд, негде нема воопшто дожд, негде има пороен дожд, негде пороен дожд и така натаму. Сето тоа е тектонското пореметување кој ние го обсервиравме во повеќе од претходните наши емисии. И сето тоа
импулсот во земјоделието се оцртува со еден губиток за земјоделското производство. Градинарите веќе се активни, работат, зелка нема, но цената е убава. Секогаш во Република Македонија имаме една оптичка варка, каде што производот чим е во мали количини или го нема, тогаш цената трговците ја дигаат до плафон, се дунда се денари зелка, а ја купуваат 2 денари. Сето тоа е оптичка варка или трговски манири заедно со политикантите, бидејќи политиката е најголема елементарна погода во земјоделството. Точно така. Инкорпорацијата на политикантите и партицизмот, гледам сега, нас не замараат цела недела дека Тарабари ќе ја напуштил коалицијата и цела недела се дискутира тој, не замараат со непотребни работи. Не сум слушнал за земјоделието да се каже еве сега за земјоделците треба да им се помогне на производителите на кајсија, кои изгубија многу. Треба да има фонд државата да подпомогне на производителите сега, на јаболкарите, на земјоделските производители кои имаат штети од невремето и да дадат еден поттик дека размислува некој за производителите на храна. Тоа во државата го нема. Политиката е влезена толку длабоко и политицизмот точно диктира кој човек треба да оди каде. И тоа по некакви клучеви, и тоа сето тоа треба да се санкционира, целиот систем да се ревидира, познавајќи од судството, обвинителството, за да ние имаме убави денови прво за добро производство на храна за Република Македонија и голем дел ќе имаме за извоз. Потребна ли е заштита во овој период на виновата лоза, на овошките, или се уште е рано за тоа? Во овој период, поради нестабилното време, заштитата мора да дојде малку порано. Бидејќи гроздовите се веќе изфрлени, тука имаме топло-ладно, може да појави на инфективни процес на фикомицетните габи е реалност. И гроздчето фатено сега, во таа нежна фаза, тука ќе изгубиме голем дел од приносот. Затоа производителите треба да имаат консултација со стручни лица, од службата и така натаму, со стручно способни луѓе, не потрошувачи на препарати, стручно способни луѓе со одредување на моментите кога да се третира, со кои средства, против кои болести и штетни инсекти. Сето тоа е една неминовност и наш апел во наши едукативни емисии. Инаку по она задоволството, морам да кажам дека во земјоделието, младите луѓе кои посегнаа сега да влезат во земјоделието, мислејќи дека државата ќе мисли нешто на нив, тука застануваат со тоа, велат, тоа е оптичка варка на политикантите, бидејќи кога одиме, велат, ние сме можда една година или две, другата година, со друг ќе бидете. И тука станува таа една колизија и затоа ние имаме таа иницијатива, што ја најавивте веќе, во една Холандија, која со подморска висина, произведува организирано расодо производство, кое нешто значи за државата, бидејќи позната сорта, за познат пазар, за познат купувач, со позната цена и познато и редовно плаќање. И затоа тој производител таму произведува и е среќен и работи на земјоделието. А има подморска висина. И произведуваат семе или семенски материјали за 80-90% за извоз. Ние сме целосно зависни токму од таму. Точно така. Ние немаме клетка за производство на саден материјал. Да го погледнеме прилогот кој што говори токму на оваа тема. Точно така, ќе го употребиме прилогот и ќе дадеме еден мал коментар за таа работа. Материјалот кој ќе го видиме во овој прилог е од Холандија, каде што ќе се види оној скок кој го има таа направено. Гледате оние почетоци на нивниот развој,
Холандија е една од земјите во светот, најголем производител на семенски материјали, на оранжериско производство и така натаму. Еве првичното од нивното првично постоење, бербата како е била со кошница, а да после колку години веќе има организирана, видите како она по-современата берба би рекле, гледате и сами, сега ќе видите како целата количина од домати оде право на перење и покасно оди на калибрирање и транспортирање до местата каде што треба. Освен градинарските култури, Холандија е позната и по цвеќето, гледате и сами дека се механизирано. Значи таму работната рака е заменета со оние технолошки решенија, кој е нешто и како значајно за тој чекор напред во аграрот. Се уште постојат оние природни, би рекле, пазари, каде што се продава цвеќето. Еве веќе сме присутни тука на она организирано расадо производство. Тоа е навистина интересна работа. Ке видите, гледате механизирано расадување, пикирање, да кажеме, на растенија во специјални садчиња. Сето тоа што сега ќе го во овие 10 минути погледнеме, тоа е навистина нешто осовременување, нешто кое вреди внимание. Гледате овде на каков начин доаѓа до ова разделување на пикирање од расад. А карактеристично е да спомнеме дека Бекинг Камп тоа е организација специјализирана за расадов производство, каде што има примано работници, експерти би рекле, кои вршат редовни контроли на младите растенија, од градинарски култури, од цвеќе, фаза на нивни ужелување, евентуална појава на некои инсекти и така натаму. После тоа производство, еве последната контрола од инспекцијските служби и тоа во специјална амбалажа оди со камионска пратка до местото каде што треба. Сето тоа е секако значајна работа која врши Бекинг Камп. Лабораторискиот дел и учеството на експертите овде околу проверување на ротливост, сортност на семенскиот материјал, дали тоа од цвеќе, дали тоа од градинарска култура, е евидентно. И тука нема одстапување, нема ништо друго освен регуларно нешто. А начинот на кој се прави е веќе познат. Компјутерски систем на производство. Сега ќе во понатамошниот тек ќе имате можност да видите како и на кој начин секој семче доаѓа во одредено место и да си се развива. Секако при селекцијата, при ужилувањето и работната рака тука е многу намалена со одредени исклучоци, бидејќи се е веќе во фаза на механизирање. Гледате и сами, овде е неминовно работната рака да е присутна, бидејќи треба да го погледне во која фаза од развој е младото растение и да се наводни. А овде гледате колку ова машина, колку работна рака заменува во еден мах. Значи, колку гајби доаѓаат на место на адаптација, каде што е овде по пикирањето на растенијата, со специјални оросувачи, гледате и сами, со максимална микронизација на честиците од вода се врши заситување на релативната влажност на воздухот, наводнување и секако оптимален развој и ужилување. И тука пак е присутна контролата. Еве, овој експерт секако гледа. Значи, се врши буден преглед на секоја гајба, на секоја растение, да се види степенот на ужилување, да се видат сите оние неопходни стручни работи, за да се добие квалитетно производство. Еве, сега ќе имаме прилика да видиме како и на кој начин се припрема смеската, видите како механизирано се прават дупчињата и по секој дупче си доаѓа семка од одредената култура, дали тоа цвеќе или градинарска култура. Тоа е навистина осовременет чин, каде што
кое нешто кај нас во скоро време верувам дека нема да дојде. Гледате овде што се случува во поглед на припремањето на смеската, оние неопходни гранули кои го овозможуваат водно-воздушниот режим во почвата. Сето тоа е во чин на одредена механизација, значи осовременување, компјутеризација. Гледате дека овде работната рака е заменета со оние компјутерски системи кои како значаат многу во поглед на и на ефикасност и на економичност. Гледате гајбите како со веќе познатата смеска се насадат и нормално покасно тие одат на местото за адаптација. Овде гледаме механизирано пикирање на растенијата. Гледате оваа машина колку работна рака заменува во еден мах со пикирањето на растенијата секој на свое место. А сето тоа е диктирано од компјутерот, од оној експерт таму кој тоа го работи. Секако има одредени работи кои мора пак човечката рака да биде присутна, секако бидејќи се работи под негов надзор. Со еден збор мора да кажеме дека тој технолошки процес кој го сега гледаме, тоа е нешто кое е наша исто така желба и која ден порано или покасно мора да се воведува постепенно осовременувањето на тоа земјоделско производство. Тоа го збориме од причина екстензивен сегашен систем на одгледување ниови или влез во Европа со она екстензивно наше производство во тунели. Гледате овде целосно по ова пикирање на младите растенија од цвеќе и како тоа се на механизиран пат и начин доаѓа до оној период на овој простор за адаптација. Еве, ова е веќе машината која ги носи гајбите на во пластеникот, во стакленикот, во оранжеријата, како сакате. Значи, тука веќе тие доаѓаат на таа адаптација. Видите оваа машина, која вредност ја има и која работна рака во еден мах заменува. Тоа е, навистина, импресивна слика, каде што е во еден наврат колку гајби таа машина дига, за тоа нешто треба и како добра работна рака, која треба да го заврши тоа. А тоа се врши за само минута. Покрај овие осовременувања секако е значајно оној чин на осовременување кој го има во Холандија, тоа е регулирање на оптимумот на влага, на температура и се е под стриктна контрола. А во последно време ти имаат и она вештачка светлост која ја го провоцира развојот на растенијата, посебно за цвеќето, каде што до 8 март мора да има, до пред 8 март мора да има цвеќе, тие понекогаш и во текот на ноќта со овие рефлектори, со оваа имитација на сонце зрак, доаѓаат до такво принудно зрење, кое во потполност го заменува она природно сонце. Гледате дека се што се работи таму е под стриктна контрола, со шифра, со регулатива која нешто импресионира и заслужува внимание. Таквото производство, каде што се обезбедени условите, каде што ги имаме секогаш оние најдобри услови, се шири, каде што веќе Бекинкап има собствен транспорт со специјални фрижитери, еве тоа сега го гледаме, каде што расадот го носи до оранжеријата која го има веќе порачано. Или цветен вид, или градинарска култура. Тоа нешто секако е многу значајно. Селекционерите на свеќе секако имаат доминантно место каде што се следи и контролира секој цветен вид.
Еве овде веќе имаме еден современ начин на пакување на доматите, каде што се врши контрола, се гледа квалитативниот аспект, пакувањето, сето тоа е во една стриктна планска организираност. И доколку тој тим на експерти констатира некоја аномалија врз основа на искажувањето, врз основа на согледувањето, тука одма има мајстори, тоа се прави експерти, каде што вршаат одредена корекција на тоа што треба да се коригира. Еве, случајот токму овде, значи, како и на кој начин да се осовремени нешто. Значи, се оди со еден смислен пристап во ова. Сега ќе видиме како Бекин Капси произведува специјални гајби, тоа е амбалажа за тој расад кој треба да оди до одредена дестинација, до одредена оранжерија. Еве ги овие пластични елементи кои едноставно во овој погон е вклучено цел процес на производство. Почнувајќи од смеската, која видовме дел, а пак ќе погледнеме, амбалажата во која, еве тука контролата како се и на кој начин врши, дали е тоа се во контекст на она што и како замислено, да биде во функција на извршување на зацртаниот план, зацртаната работа. И тука секако, еве, значењето на фирмата во такви услови во западниот свет е значајна работа. И таквата амбалажа, која е порачена со специјални, гледате како и на кој начин се тоа припрема, оди во камион со овие слончиња и се носи на организацијата која има порачено таквото нешто. Тоа е навистина импресивна слика, која сега ја гледате, каков тој комплекс на оранжерии со производниот погон. И секако, не случајно, Холандија дошла до овој чин на развој. Еве ги транспортните и како современи фрижидери, каде што и расат, и сите оние производи ги носат до одредена организација, до одредена оранжерија, која го има тоа порачено. Значи, Бекинкамп е една од организациите која секако заслужува внимание и може да ни послужи како еден пример како и на кој начин може да се работи успешно во тоа земјоделско производство. Ако кажеме дека за преку 54 земји тие веќе имаат соработка, Запад, тоа не е случајна работа, бидејќи тоа што го гледаме секако заслужува внимание. Еве уште една вонредно добра гледка на таквото нешто. И пак се враќаме на традиционалното, кое се уште постои во Холандија, на тие природни пазари, да дојде таков производ од овие производни погони. Погледнавме, слушнавме, каде е Македонија, може ли да се променат нештата и како? Видовме една импресивна слика како е почнал производителот соточок во Холандија на производство на храна, како прераснува во едно организирано расадопроизводство со фармерите, значи здружувањето кое ние само формално политикански го збориме, а производителите секој самостоен. Сам произведува расад. За 3 декари лозов насад трактор. Така. Сам произведува расад и колку пати ќе покрие, ќе открие најлон и ќе го изгуби 50% од расадот. И болен ќе го расади. И непозната сорта добиена од некој или преко некој. Сето тоа е кај нас неорганизирано. И наместо, прво и најважно, секоја власт која дојде, земјоделскиот производител, целото земјоделие со препознавање на обработливите површини и нивно верифицирање и давање на прави земјоделци. Производство, во Струмичко имам производители на домати сега за Хрватска. Можете да замислите.
Имаме производители од Богданци за Грција и за друга земја. А ние увезуваме од Грција. Да. Значи, тие луѓе произведуваат и по позната цена им се плаќа тоа. Тоа јас не гледам причина, само треба да се стави способен човек на правото место, кој ќе има духовноста македонска, кој ќе има организационата визија за развојот на аграрот и да постапи така да секој земјоделец знае што работи, за кого работи и за колку пари работи. И кога ќе ги земе пари. И кога ќе ги земе парите. Тогаш, сите земјоделски производители што се во странство, ту во Швајцарија, еве сега за празниците, многу луѓе имаат голема желба да си дојдат во Македонија. Но вика, со такви луѓе кои не водат, целосно корумпирани, цело судство, значи од осамостојувањето се трпаат луѓе исклучиво корумпирани кои ја ништат држава. Партиски послушници. И ова најновото што е сега за здравството и така натаму. Значи, со еден збор, таа една ревизија е неминовна од самиот корен, од почетокот, каде што на аграрот ќе му се даде правото место. Имаме големи површини кои не се искористени, имаме млади луѓе кои сакат да работат, имаме 274 светлосни денови, сончеви, имаме тип на почва, фантастичен, и нема друга причина освен доброто организирање и мотивација на младите луѓе како и на кој начин тие да почнат да произведуваат храна и да имаат своји фамилии тука на своето огниште и Република Македонија да биде парче земја, тогаш Европа ќе ја посака кога е она организирана и е извозник на храна на европскиот пазар. Ќе ја посака точно ради тие адути кој е организирано со стандарди, производство стандардно, не со пестициди и со предозирано што се враќаат камиони, туку со еден прав систем кој Европа го сака, а тоа сака нетоксифицирано производство, квалитетно и специализирано производство за храна на луѓето. Наместо на тоа, ние секојдневно слушаме оние политикански работи и просто сум фрапиран, искрен да бидам, како возрастен човек, колку длабоко е влезена политиката. Албанскиот блок, Таравари нема, значи, недела дена се збори дека треба да се сретне со Мицковски, дали ќе стоела коалицијата. Тука партицизмот треба да се уништи. Една партија е државата, тоа е парче земја, каде што секој што живее тука прво е македонец и да тргнеме од таа нула за да одиме напред кон подобри денови за Република Македонија. Ви благодарам, професор. Благодарам. И вам, почитувани гледачи, ви благодарам за времето и вниманието и ви посакувам секое добро.